Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа работилница за запознавање и утврдување на превентивни протоколи за препознавање на рани фази на зависност од марихуана и синтетички дроги кај младите лица. Настанот е во организација на невладината организација Двојна надеж, а работилницата е во рамки на проектот Градење на еластични заедници на пролиферација на марихуана и синтетички дроги во училиштата, што се реализира преку глобалната иницијатива против организираниот криминал, на кој присуствуваа представници од воспитно-образовните институции во Кочани. Со цел како да се превенира и како да се заштитат младите деца од употребата на дрогата, односно на марихуаната и синтетичките дроги, затоа што во последно време подемот на марихуаната и синтетички дроги се повише зголемен и присутен кај младите, со цел да се направи една превенција и спречување на таа спуштена граница од земењето на дрогата, односно на марихуаната и синтетичките дроги. Накратко тоа е за проектот, значи се работи на превенција и да се анимираат сите сегменти во општеството кои што се вклучени во работа со децата со цел да се превенира и да се спречи злоупотребата на марихуаната и синтетичките дроги. Проектот е регионален и се спроведува во 4 општини: Кочани, Штип, Свети Николи и Велес, а преку него ќе се изработат протоколи со кои рано ќе се открива и превенира користењето на марихуаната и синтетичките дроги од млада популација. Идејата е да ги анимираме локалните актори, да ги задвижиме локалните капацитети со цел да создадеме отпорна заедница, како и да го идентификуваме проблемот или она што е главен причинител за инхибирање на капацитетите на заедницата, да може да даде сериозен одговор на заканите кои што доаѓаат од употребата на синтетичките дроги и марихуаната. Зошто синтетички дроги и марихуаната? Затоа што и покрај тоа што сме свесни дека и хероинот и кокаинот се присутни на овој пазар, синтетичките дроги и марихуаната се најдостапни кај младите и како такви и создаваат голема заблуда кај нив, а од она што до сега го имаме сработено, можам да кажам дека податоците се фрапантни, бидејќи границите се значително смалени. Ако порано биле некаде 16-17 години, сега таа граница се спушта на 9-10 години, каде што се појавува поголема фреквенција на користење на овие средства. Пред почетокот на работилницата, своје враќање имаше градоначалникот Љупчо Папазов, која истакна поддршката на локалната самоуправа во борбата против зголемената употреба на дрога.